почитуван подпредседател, почитувани колеги, почитуван колега Бране Петрушевски. Вашиот говор внимателно го следев, бидејќи во цело време вие имавте, како рековте, национална реторика. Најмалку реторика за ребалансот кој го разгледуваме денес. Почитуван колега, околу народот, кој ви е во уста секогаш, кога немате храброст да излезете и да донесете одлуки, туку се криете зад народот, и јас ќе ви кажам, македонскиот јазик, идентитет, македонската посебност не е никаква засебност, не е во никаква преговарачка рамка, не е во никаква преговарачка. Вие може да довикувате, да бидете нервозни, не се преговара за идентитетот. Ако вие, колега, не си го знаете идентитетот, да ве подсетам, во 11 години владење на ВМРО ДПМН, кога си го баравте античкиот идентитет, кога Блаже Коневски го викавте джуджето од Небрегово, кога го илустриравте Славко Јаневски, кога ги погазивте природбениците, кога ги погазивте и ги затваравте електоратите низ Европа, кога вашиот идентитет очигледно вие не го знаете, почитуван колега, ќе ви кажам што направивте за идентитетот. Го навредивте Коневски, го навредивте Славко Јаневски, ги навредивте сите преродбеници, ги навредивте и денес ширите лажни вести за истите, и денес велите дека македонскиот јазик и идентитет се погазени. За жал морате да се криете зад народот, и ќе ви кажам, јазикот ќе стане рамноправен со сите и во сите држави во Европската унија. Јазикот за кој вашиот лидер не знае кога, во која година е кодифициран, ќе се говори рамноправно во сите земји во Европска унија. И ако ви е жал за идентитетот што го изгубивте антички, за жал вашиот лидер ве направи сирачиње на Александар Македонски.